Законот за употреба на јазиците ќе помине во првите 100 дена од новата влада, пошто ќе се испрати на мислење до Венецијанската комисија. Одговори на новинарско прашање министерот од партијата на Зијадин Села Арбен Таравари. Во обид да ја амортизира изјавата на неговиот партиски лидер, вели дека немало недоразбирања и немало потреба да ја напуштат владата, бидејќи коалиционите партнери, дел од власта, биле координирани по тоа прашање. Таравари објаснува дека СДСМ и ДУ имаат поголема одговорност кон албанското гласачко тело, бидејќи на избори освоиле повеќе албански гласови од неговата партија. Како партија, тоа што сме го кажале пред да влеземе во влада, зборам за Движење за реформи ДПА, тоа сме го кажале и првиот ден кога не назначија за министри и беговме во влада, тоа го кажуваме и сега дека тој закон ќе помине првите 100 дена на владата на Република Македонија. А во моментов, според владиниот портпарол, законот за јазиците се наоѓа на усогласување во владата. Требало да се допрецизираат надлежностите на Агенцијата за примена на јазиците и Инспекторатот за нивна употреба. И кога тоа ќе се случило, предлог законот ќе бил ставен на дневен ред на седница. Според гласноговорникот на владата, дискусијата по законот на последната владина седница траела околу 30 минути и не се однесувала на делови од содржината. Недонесување на законот за јазиците е причина која може да се искористи за одложување на локалните избори закажани за 15 октомври, смета опозицијската БЕСА. Владеачката СДСМ пак не гледа како законот би бил причина за одложување на локалните. Томислав Тунтев потврдува дека за двојазичноста на парите и униформите ќе се чека мислењето од Венецијанската комисија. Причината или објаснувањето дека не се договориле за албанскиот јазик. Ќе видиме овие денови како ќе одлучат, но мислам дека ево тек некоја, дали е политичка игра, дали е договор помеѓу нив или недоразбирање, со сигурност ќе дознаеме овие денови. Законот за унапредување на употребата на јазиците е усогласен, до крајов на седмицава ќе дојде во собраниска процедура и заедно, значи како дел од пакет закони и од социјалната сфера и од економската сфера, така што нема никаква причина тој закон да биде пречка за одржување на локалните избори. Досега за законот јавно зборуваа единствено високи функционери на ДУИ, а тие од СДСМ отфрлаа некои од нивните тврдења. Од 3 до 5.000 евра казна за неупотреба на албанскиот јазик, двојазични пари, униформи, собраниски седници на албански јазик. Министрите во владата ќе зборуваат на нивниот јазик. Судските процеси ќе бидат двојазични ако во нив има албанец, а двојазични ќе бидат и информативните табли. Зборуваше Бујар Османи во екот на давање поддршка за мандат на Заев.